Не само што етничките заедници не функционираат помеѓу себе. Се повеќе, имам печнаток дека тие се повеќе се разделуваат, се повеќе си ставаат во рамки околу себе. Академик Урошевиќ, вашиот роман Маџун е преведен на бугарски јазик. Во Бугарија постојат интелектуалци, постојат писатели, уредници, преведувачи, издавачи, кои сваќаат дека македонскиот и бугарскиот јазик се блиски, но не се исти. Тоа прашање на вештачката интелигенција и сето тоа не поставува пред огромни дилеми, нели? Во прашање се сега веќе културата воопшто, па на извесен начин и образованието. Колку чини слободата денеска? Чини многу, чини еден миг животен. Ја живееме постојано таа борба помеѓу екзекуторот и жртвата во секојдневниот живот? Актуелен е во однос на тоа колку ние како човештво почнавме животот да го доживуваме како процедура. Колку ние како човештво лесно осудуваме, етикетираме, стигматизираме, пресудуваме, духовно убиваме. А очите се главното оружје на актерот. Тоа е огледалото во кое публиката ги забележува сите внатрешни промени на ликот. Велики петок следува Великден, Воскресението Христово. Неговото раѓање и разапнување се мотиви за фрескописците и иконостасите на Отецот, на Создавателот. Нема свод на црква или манастир каде не е присутен портретот на Исус Христос. Неговите следбеници, тајната вечер. Тоа е инспирација за современите сликари, како што е починатиот академски сликар Владимир Георгиевски и Никола Пијаманов. Во галеријата Метаноја во Скопје се изложени нивните уметнички дела инспирирани од Христовите страдања. Целата изложба е посветена на таа динамика на односот меѓу учителот и учениците. Така и се вика изложбата. Учителот, страдањето и учеништвото. Има двојно значење. Првото значење е очигледно, а тоа е дека станува збор за последната недела од животот на Христос, така наречената страстна недела која води до неговото воскресение, и истовремено поврзана со неговите ученици, а меѓу Владо Георгиевски и Никола Пијаманов имаме динамика, исто така меѓу учител и ученик, кои својот опус уметнички, голем дел од него имаат посветено токму на животот и делото на Исус Христос. Ликот на Исус Христос во ова современо, така да кажеме, време, во кое што треба да се зборува со јазикот на секојдневието, е во дослух со уметникот кој тоа го разбира. И јас верувам дека и Владо Георгиевски во своето време, а и Никола Пијаманов сега во ова време, го научиле токму тој јазик. Не станува збор толку за некакво пластично, миметичко представување на ликот на Христос, колку што е толкувањето за тој лик да прозборува и да биде јасно соочлив со генерацијата со која што тој се соочува. И токму динамиката од учителот и учеништвото е поврзана со она што јас верувам дека е мост, а тоа е страдањето. И тоа страдање повторно во двојна смисла на зборот. Директно, страдањето на Христос, кое почнува низ страстната недела, кое што кулминира на самиот крст и конечно доаѓаме до една завршна определба која доаѓа директно од Бога, а тоа е неговото воскресение. Истовремено,
Оно што е многу битно, и јас верувам додека размислуваме токму на оваа тема, е дека страдањето е дел од секое учеништво. Не само она на Христос и неговите ученици, туку секој вистински учител и секој вистински ученик мора да влезат во тој страдалнички пакт, каде што нема да има никакви тајни, каде што довербата ќе биде максимална и каде што ранливоста ќе биде целосно отворена. За тие две работи да се случат, не е доволно само да се седи во клупа и да се слушаат податоци од некаков даскал. Она што е многу битно е дека учителот учествува во животот на ученикот и ученикот учествува во животот на учителот. Преку тоа се создава, така да кажеме, продолжение на оно што учителот го представува, но не завршува со само чисто клонирање, туку се дозволува на ученикот да биде свој, таков каков што е во својот израз, а истовремено да ја пренесе нишката и важната порака на неговиот учител. Така што ова што ние тука го гледаме денеска е токму според мене една од најубавите приказни кои ја раскажуваат приказната на самиот Христос, најважната приказна за целото човештво, и неговото воскресение, и како неговите ученици од луѓе кои биле исплашени, некои од нив го предале, доаѓаат до моментот својот живот да го дефинираат сега со страдањата на Христос. Слично е и во овој однос помеѓу, во овој случај јас би рекол, Владимир Георгиевски и Никола Пијанманов. Зошто тоа е така? Токму заради тоа што мигот на тоа како тие двајцата работат е дека ученикот слуша и сака да добие од учителот, се подложува целосно на неговата, така да кажеме, дисциплина, но учителот е подготвен да му служи на ученикот. И тоа ќе го илустрирам со еден настан од Евангелието според Јован во 13-тата глава. Во самиот почеток на тоа поглавие имаме еден многу интересен стих. Во 3-тиот стих вика: откако Исус Христос осозна дека таткото му даде се во негова моќ, значи тоа е првиот дел од реченицата. Откако тоа го направи, што може да си замислиме дека би бил следната реченица на таква личност која добила моќ севкупно од Бога? Би било слава, величие, би било гордост. Напротив, откако тоа Христос го слушна, следната реченица е речиси вџашувачки чудна. Зеде крпа, се наведна и почна да им ги мие нозете на учениците. Тоа е мигот во кој што јас верувам дека мостот се создава како пример за целото човештво. Најголемиот учител, отелотворениот Бог, наместо да земе и да ја зграби моќта и да ја злоупотреби, така да кажеме, е подготвен со цето свое битие да им послужи на генерација која потоа ќе ја пренесе токму пораката за која што тој целосно стои, за која што живеел, за која што умрел и за која што воскреснал. Страдањето не е маченичко. Страдањето е мачеништво во онаа клучна смисла на зборот во оригиналниот јазик, а тоа е сведоштво. Кога сведочиме за вистината која сме собрали од учителот, ние стануваме вистински маченици кои што ја пренесуваат пораката на учителот, но и наша. Овие дела токму тоа и го покажуваат. Ученикот го следи учителот, но не слепо. Се изразува и самиот себе си. Христос не сака такви, да го следиме него, но да останеме и оригинални своји. Во таа комбинација да го проповедаме неговото Евангелие. Вечерашниот соговорник е македонски поет, романсер, критичар, есеист, антологичар, преведувач, тој е универзитетски професор, академик. Во својата 9-та деценија се уште е активен. Добитник е на признанието роман на годината. Речиси во исто време го доби признанието за Струшките вечери на поезијата. Академик Влада Урошевич на пропатување од Париз, Скопје и Струга. Влада Урошевич. За него, критичарот Елена Лужина ќе каже: Урошевич има долг, успешен, ретко исполнет, чесен и креативен живот. Академик Урошевич, 7-ми роман во вашата професионална, научна, академска
професионална обсервација, 3 пати повеќе поезија, препеви. Поетот Урешевиќ е третиот македонски писател, после Блаже Коневски и Мате Матевски, кој што станува и е дел од Струшките вечери на поезијата. Дали во поетиката сте раскажувач и колку во романите ја користите поетиката? Јас себе си се чувствувам како поет пред се. Нели? Добро, не се откажувам од она што сум го напишал во проза и тоа е значително повеќе отколку од она што сум го напишал во стих. Па, може да се рече дека мене во поезијата ме контролира еден прозаист, кој внимава на некаква хармоничност, на некаква поврзаност помеѓу нештата. Па некои пријатели дури ми велат, па во твоите песни има секогаш една приказна. Тоа е едната страна. Но од друга страна, пак, сигурно дека пишувам нешто што би можело да се нарече во некои мигови поетска проза. Постои тој елемент на поетичност во она што го пишувам во проза, во романите, во расказите. Наградениот роман на годината, има невообичаен наслов, вистината, но не многу веројатна историја за семејството Пустополовски, за куќата покрај Вардар и за 4 прстени. Вие имате и поднаслов Старовремски роман. Во фокусот на овој роман е куќата. Сте биле иселувани 7 пати, како што велите, сте минувале низ бурни времиња. Во какво време живее денеска академик Урошевиќ и во какво време живееме ние како граѓани на оваа држава? Да, и во мојата ненапишана автобиографија би имало места за 7 куќи кои сум морал да ги напуштам под вакви или такви околности. И се разбира, тоа може би и влијаело врз самиот роман, како што рековте, во тој роман со долг наслов, јас мислам дека главната личност е куќата. Денес добро е што живееме во сепак многу помирни времиња, макар што, нели, очигледно е дека и кај нас, и во светот се случуваат битни промени кои можат да го вознемират не само интелектуалецот, туку и секој граѓанин на Македонија. Добро, сето тоа стои пред нас како предизвик, нели? И тие оспорувања на македонскиот идентитет и сето тоа носи со себе, се разбира, опасности и поблагоречено, нели, предизвици, носи искушенија. Живееме во еден свет кој се менува постојано, нели, пред наши очи, и она што вознемирува е што не знаеме во каква насока всушност се менува светот, во подобра или во полоша. Прочитав една ваша сугестија во која пишувате, а ова е ваш цитат по доделувањето на наградата, државната награда Свети Климент Охридски, каде што меѓу другото констатирате: ако секој граѓанин на оваа наша заедничка држава ги исполнува на најдобар можен начин задачите што се поставуваат пред него во рамки на одбраната професија и при тоа да има пред себе си како цел користа на целокупната наша државна заедница, а не само некои нејзини делови. Дали ние станавме егоисти? Сигурно е дека овие промени
koji se случуваат последните децении во светот, носат промени и во моралот, што е доста лошо. Почнува да се губи одговорноста. Почнува да се губи доследноста кон ставовите. Многу работи од тој етички комплекс стануваат многу релативни. И се уште не постои еден морал на нашето време. Тоа станува се подифузна неговата логика и неговата практика. Така што сигурно е дека една од опасностите што ги носи новото време е токму себичноста. Секој поединец почнува да се повлекува во себе, во својата куќа, во својот автомобил, нели, во својата лушпа и се помалку да учествува во она што би требало да биде јавен живот. Јас тука гледам една од опасностите на иднината. Оно што може би станува феномен кај нас, но и пошироко, е отугеноста меѓу обичниот човек. Македонското секојдневие пред се е исполнето со голем број на проблеми, потешкоти, се зборува за екзистенцијални проблеми. Дали ние станавме граѓани кои наместо да живееме едни до други, сега функционираме на принципот едни спроти други? Мене ме загрижува огромната поделеност на нашето општество. Не само што етничките заедници не функционираат помеѓу себе. Се повеќе, имам печнаток дека тие се повеќе се разделуваат, се повеќе си ставаат рамки околу себе. Тоа е едно. А друго е што сето тоа се претвора во еден, би рекол, живот во кој секому му доаѓа прво мисла како ќе ми биде мене. Мислам дека општеството би морало да најде, секое општество мора да најде некоја обединувачка точка, неколку, старовремски речено, идеали. Академик Урошевиќ, кога сме кај обидот за сплотување, ние подолг период како држава говориме за национално помирување, а сведоци сме дека се соочуваме со поларизација на општеството. Како да дојдеме до национално помирување? Во политиката сигурно е добро да постои власт и да постои опозиција. Тоа е нормално. И дека тие две страни да не се согласуваат во некои прашања. Тоа е ситуација во секоја нормална демократска земја, така ли? Но, мислам дека кај нас се претерува во тоа. Се претвора политичката борба на идеи, нели? Се претвора во низа од лични омрази. Почнуваме да се делиме во приватниот живот на припадници на една партија или на друга. Безсмислено е, јас знам случаи, нели, на многу пријателства кои се раскинале, на луѓе кои се оддалечиле еден од друг, поради тоа што заземаат различни политички ставови. Тоа е јас го викам тоа политизација на приватниот живот. Не сме целокупниот наш живот, кој треба да биде широк, нели, сеопфатен, да се сведува само на политика. Постои нешто и пошироко од тоа и не е се политика.
Мислам дека тоа треба да го сватиме и кон тие прашања треба да пристапиме малку по-ладнокрвно. Се соочуваме со популизам, клиентелизам, непотизам, корупција, партизација, мешање на политиката во сите пори на општественото живење. Луѓето си заминуваат од државата. Влегуваме ли во фаза на се или ништо? Мислам дека треба да сватиме кои прашања имаат предност, што треба попрво да направиме. Според мене, нели, мораме да ги насочиме напорите колку што е можно побрзо да влеземе во таа Европска Унија веќе еднаш. Нели? Ако го одолговлечуваме тоа, ако правиме потези кои ни пречат на тамошниот пат, нели, кон таа евроинтеграција, мислам дека навлегуваме во низа од нови опасности. Дел од вас, било да е од политичарите, било да е од интелектуалната елита, ќе се согласат и ќе речат да, во право е академик Урошевиќ, други ќе речат преголеми концесии Македонија направи и во делот на договорот со Грција, и во делот со преговорите со Бугарија. Зарем толку треба да направиме големи отстапки за да станеме еден ден дел од европското семејство? За жал така е, нели? За жал така е. Мислам дека таа Европа кон која сакаме да одиме е на извесен начин неправедна кон нас. Сигурно е дека овие претензии на Бугарија се незаситни и сигурно е дека ќе имаме уште мака со нив, но изгледа дека мора да се поднесат некои жртви за да се оди понатаму. Сигурно е дека никој во Македонија не се веселеше на тоа што станавме, нели, Северна Македонија. Добро, но се покажа сепак, нели, дека тоа не е толку трагично како што некои сакаат тоа да го представат. Почитани гледачи, следите тренинг, гостин во емисијата академик Влада Урошевиќ, овогодишен добитник на наградата Роман на годината, добитник и на наградата Климент Охридски и овогодишен лауреат на Струшките вечери на поезијата. Академик Урошевиќ, вашиот роман Маџун е преведен на бугарски јазик. Вие во една прилика ќе кажете меѓу македонскиот и бугарскиот јазик постои различна сличност. Зошто македонскиот јазик е спорен за дел од нашите соседи, иако, например, во Бугарија има преведено голем број на македонски дела, особено од современите македонски писатели, на македонски јазик? Да, мислам дека бројот е навистина голем на преведени дела од македонски и на поголем дел од нив, или речиси на сите, пишува дека е преведено од македонски. Тоа значи дека во Бугарија постојат интелектуалци, постојат писатели, уредници, преведувачи, издавачи, кои сваќаат дека македонскиот и бугарскиот јазик се блиски, но не се исти. Ете, сепак успеваме да се пробиеме во Бугарија со нашите книги, покрај тоа што, нели, таму постои значаен притисок во тој поглед, нели, да се докажат тие нивни идеи, националистички на крајот на краишта, нели. Но мене ми е жал што не сум го сочувал тоа писмо. Еднаш пред повеќе од 30 години нашите пен клубови, нели, македонскиот и бугарскиот, рекоа во еден миг, ајде да размениме антологии.
и академик Стардалов направи антологија на македонската поезија, која требаше да се појави во Бугарија и се појави. Нели? Но во текот на преведувањето, јас од преведувачот добив писмо во кое ми вели: се извинувам, а јас овие песни и не ги разбирам и не можам да ги преведам од македонски на бугарски. Ве молам да ми испратите некои други песни. Ми е жал што не го чувам тоа писмо. Знаете, нашите јазици, бугарскиот и македонскиот, се несомнено блиски и по тоа што припаѓаат на фамилијата словенски јазици и по тоа што се граничиме, нели, со Бугарија. Нормално е што тие јазици имаат известни сличности, но потполната идентификација е за сериозен човек апсолутно невозможна и се надевам дека во Бугарија има значаен број интелектуалци кои тоа го сваќаат, но поради политичката ситуација не смеат да го кажат јавно. Македонија ќе влезе во Европската унија до 2084 година како делумно рамноправна членка, а македонците ќе исчезнат. Дали со вакви дефетистички проценки и изјави од Ману, академијата станува средиште на популизам и наместо, како што еден од поранешните председатели на Ману, академик Камбовски, ќе рече: Ману треба да биде извор од каде што ќе произлегуваат идеи и решенија за проблемите, всушност академијата прераснува во извор на проблеми. Да, несомнено е дека академијата не би требала да стане политички дебатен клуб. Тоа сигурно. Таа има многу пред себе други сериозни задачи и на планот на науката и на планот на уметноста и ги остварува тие задачи, но во јавноста обично доаѓаат оние делови од нашите дискусии, од нашите ставови, кои се однесуваат на политиката. Јас сум за една деполитизација на академијата. Не може постојано секој месец јавноста да поставува прашања пред Ману што мисли академија за ова, што мисли академија за она. И уште нешто, да. Знаете, бесмислено е. Не смеат силите на академијата да се трошат на политички борби внатре, нели, во самата академија и надбор во однос на јавност. Академик Урошевиќ, меѓутоа, Ману ретко организира дебати посветени на економијата, правото, но поречиси секоја таква некаква дебата што ќе ја организирате, потоа следуваат низа критики. Кој зошто ја втурна академијата во матни води? Добро, кој? Тешко да се рече дали постојат навистина определени луѓе, нели, или определени сили кои тоа го направија. Но тоа го направи ситуацијата во нашето општество, таа општа политизација против која ја зборувам. Академијата имала и има предлози за решавање на некои проблеми, особено во однос на економијата, да речеме. Но, мислам дека политиката нема доволно слух за тие предлози и не ги уважува доволно. И кога Ману ќе рече нешто, нели, тоа се прима со, како да речем, не со потполно негирање, но со неводење сметка за тоа. Секако дека Ману има сили
koji možат da pomognat vo rešavanje to na nekoj aktuelni problemi, no može bi ne naođa tije predlozi na dovoljno povolen odek vo javnost. Зошто Македонија расте нихилизмот на вредности? Дали сме ние разапнати меѓу надежта и очеот? Па тоа се спаѓа во таа општа клима, која не е само карактеристична за нас, на релативизирање на нештата. Знаете, јас гледам и во литературата. Имаме добра литература, имаме многубројни млади писатели, имаме одлични есеисти, критичари и сето тоа, а пак немаме еден јасен критериум, не знаеме, па дури и ние самите што сме внатре во литературата, не знаеме точно кој е кој. Се изгубија и кој е каде, на кое место. Се изгубија критериумите, се нарушија вредностите, а не се воспоставија нови начини на вреднување. Оттука доаѓа и до конфузија, не само во литературата, воопшто. Академик Урошевиќ, сега дозволите ми да го цитирам нашиот филозоф и естетичар академик Ѓорги Стардолов, кој во својата тритомна историја на естетиката ќе напише: во судирот на вештачката интелигенција и внатрешните духовни вредности стоиме пред бездна. Кој принцип во екзистенцијата да го избереме? Очеот или надежта? Па и тоа прашање на вештачката интелигенција и сето тоа не поставува пред огромни дилеми, нели? Во прашање се сега веќе и културата, не само уметноста, културата воопшто, па на извесен начин и образованието, и подготвеноста на луѓето да влегуваат во сватка со проблемите на овој миг. Нема на кој начин ќе ги подготвиме ние идните млади поколенија за проблемите што ги чекаат. Тука има безброј непознати. Сето ова што се случува денес во светот не збунува. И ми се чини дека, може би, на сите така им се чинело во сите епохи, но мене ми се чини денес дека ние се наоѓаме во една епоха каде што се прекршуваат нештата. Нешто е пред нас, а не знаеме точно што. Академик Урошевиќ, влегувате за неколку месеци ќе наполните 90 години. Творите и натаму со динамика како пред 20 години. Има ли нешто недоречено, недопишано од вас? Знам дека за неполна недела ви излегува ново дело Вонземјанка. Ете, напишав една книга раскази, кои сите се случуваат во Париз, еден град што доста добро го познавам, во 60-тите и 70-тите години од минатиот век, кога во тој град, а и воопшто во светот, растеше интерес за сето она што е надприродно, што излегува од нормалните, вообичаени, физички и психички феномени. Јас мислам дека човек треба да работи додека може, нели, и додека чувствува дека не пишува глупости, нели? Знаете, но секако дека овој живот ни е даден, па да го искористиме до крај, нели? За жал, имав еден пријател, но голем интелектуалец,
одличен писател, кој во еден миг, кога го прашав, и тој беше постар од мене едно 6-7 години, кога го прашав, што работиш, што пишуваш? Он вика, јас моето го напишав. Чекај, викам, зошто? Така, вика, се што сум мислел да напишам, го напишав, вика, се што сум имал да кажам, сум го кажал. И сега што, викам? Ништо, вика. Силама човек почина по 5-6 месеци. Нели? Јас, по моје убедување, мислам дека затоа што мислил дека и го завршил животот. Дали имаме право така да се откажуваме од живот? Ако имаме доволно енергија, ако имаме доволно идеи, ако можеме да работиме, треба да работиме колку што ни даваат силите. Јас малку се смеев сега кога бев во Париз, нели, таму против овој Макроновиот закон, како го викаат, се бунат, нели, не сака да работа до 64 години, како што предлага законот. Мене ми беше тешко да се откажам од работа, верувајте ми, кога требаше да дојде време да се пензионирам и да си заминам од факултет. Затоа ги замолив помладите колеги да ми дозволат да поддржувам и понатаму понекогаш предавања. И тие се согласија. Отпрво ми плаќаа нешто, после рекоа немаме пари да те плаќаме. Добро, реков, ќе продолжам и без пари. Сакав да речам дека животот треба да се искористи до крај. А кога е тој крај, тоа не е во наша моќ да го определиме. Академик Урошевиќ, ми беше задоволство и чест што бевте гостин во издание на Трилинг. И мене ми беше интересно и убаво во вашето студио и во вашето друштво. Ви посакувам убави празнични денови. Благодарам. Нема струја на електричниот стол е насловено најновото театарско остварување на Велешкиот театар. За предизвикот 90 минути да се игра со покриени очи и заврзани раце и нозе, вечерва во Трилинг зборувам со актерот кој деновива испишува нова театарска историја. Добро вечер за Васил Зафирчев и добре дојдовте во Трилинг. Благодарам за поканата, добро вечер и поздрав до вас и вашите гледачи. Зафирчев, Македонија периодов сведочи за едно театарско остварување кое што остава без див. Станува збор за мултимедијален проект кој што е спој на сценска игра и на визуелни моменти кои што ги прикажуваат емоциите на актерите кои што играат во представата. Ги средивте впечатоците? Како се будите? Со кој чувство се будите овие денови? Па јас немам чувство дека процесот ми заврши. За нас актерите е секогаш тоа тажен момент, нели, кога завршува процесот на една представа и почнува низиниот изведбен дел. Меѓутоа, театарот пак е убав затоа што нуди можност да продолжите со истражување на ликот и во текот на изведбите. Практично сега се запознаваме со публиката преку представата и со она што публиката го доживува, го чувствува, го толкува и ни го пренесува како впечаток од представата. Уште сме под силни впечатоци. Премиерата беше во саботата, во вторникот ја игравме првата реприза. Полни ни беа салоните, на едната и на другата. За наше големо изненадување доживеавме на вистина еден френетичен аплауз кој ретко се случува на премиера, околу 15 минути траеше, со неколку бисови, што само говори дека ја постигнавме целта и дека оваа македонска произведба на дебютантскиот текст на големиот бугарски автор Александар Секулов е навистина значајно драмско дело, не само за бугарскиот, туку воопшто и за европскиот театар.
Режијата е на Дејан Пројковски. Вие соработувавте со Пројковски и на театарското остварување Инферно. И кога сите помисливме дека тоа е кулминацијата во вашата актерска игра и перформанс, Пројковски ве стави на еден малку поголем актерски тест, да, и нели тест на вашата актерска издржливост. Што значи да се подготвите за улога во која, како што спомена во најавата, 90 минути сте со покриени очи, рацете ви се заврзани и нозете исто така во текот на играта, а публиката е сведок на сите важни фацијални експресии. Морам да признам дека јас и Дејан иако сме генерација. Јас го знам уште од времето на студиите, нели? Јас по актерска игра овде, а тој по режија во Бугарија. Ние практично си во овие 23-4 години се чекавме еден со друг како соработници, актер, режисери, иако сме имале професионални соработки од друг тип. Јас режирав во МНТ додека тој беше директор, играв во МНТ во неколку проекти. Меѓутоа прв пат со Инферно се сретнавме како актер, режисер. И навистина ние исто така мислевме дека Инферно е нешто што ни ги одбележува кариерите на сите кои бевме вклучени во проектот, но овој текст излезе сосема случајно при наша средба со Секулов, кој ми кажа дека има еден негов прв дебютантски текст, нели, кој што смета дека би бил интересен како предизвик актерски за мене. Јас го прочита веднаш текстот, неверојатно ме освои. Станува збор за црна комедија со неверојатен психолошки профил на двата лика. Интересно напишани, едниот без име, но со богата биографија, другиот со име, но без биографија, со отворени биографски одредници кои публиката може индивидуално да ги толкува. Предизвикот беше голем, затоа што улогата подразбира огромно количество на драмски текст кој треба да се совлада. Станува збор за психолошки профилиран лик со многу длабоки психолошки промени. Но она што за мене беше голем предизвик е токму околноста во која тој лик се наоѓа, практично е постојано со врзани очи, како што е впрочем и секоја процедура на екзекуција со електричен стол. Потребна беше некоја психолошка подготовка за како не, ние многу истражувавме за тој чин кој е навистина трогателен, потресен и така натаму. Не секој тоа може да го гледа. Но таа околност ми даде можност да истражувам што практично се случува со актерот на кој публиката не може да му ги види очите. А очите се главното оружје на актерот. Тоа е огледалото во кое публиката ги забележува сите внатрешни промени на ликот. И тоа ми даде можност да истражувам многу повеќе во сегментот на лицевата, на телесната експресија, наспроти, како контрапункт на ова огромно количество на драмски текст, кој не само што треба да се совлада, туку треба и да се изговори и да е покриено со соодветна емоционална состојба. Работевме многу со колегата Исидор Јовановски, кој што го толкува ликот на Леонард, односно на екзекуторот. Работевме првенствено многу на текстот, го совладавме што се вели во мал прст, за потоа да пристапиме кон она што практично ќе биде режискиот прочит, кој е многу автентичен, затоа што е постдрамски по својот формат и оперира практично со границата на сценското и филмското. Односно, што значи филмската постапка на крупен план и на детал во рамките на едно театарско дејство, кое иако е концепирано согласно драмскиот текст како дуодрама, во нашата изведба тоа не е само дуодрама, затоа што има уште многу други луѓе кои работат на изведбата на представата, тука првенствено мислам на Сашко Костов како автор на музиката и изведувач на музиката во живо, и секако мислам на Филип Коруновски и Борче Конзуров, кои што го работеа видеото и анимацијата и камерите во живо на Данчо Стевков и Александра Костов. Зафирчев, ја живееме постојано таа борба помеѓу екзекуторот и жртвата и во секојдневниот живот? Колку чини слободата денес? Како да не. Мислам дека текстот е, иако напишан пред повеќе од 20 години, поставен е веќе еднаш во Бугарија, еднаш во Чикаго, значи ова е трета постановка, македонската. Сметам дека е исклучително актуелен.
не во контекст на процедурата на екзекуција, ние не се занимаваме со тоа, иако тоа е околност, туку повеќе со апокалиптичниот момент во кој се наоѓаат овие двајца протагонисти главни. Актуелен е во однос на тоа колку ние како човештво почнавме животот да го доживуваме како процедура. Колку ние како човештво лесно осудуваме, етикетираме, стигматизираме, пресудуваме, духовно убиваме. Така што погледнато од аспектот на мојот лик, со оглед на неговата биографија, заради кое што и практично осуден на електрична столица, тој практично извршил убиство на учителката на собствената ќерка, кое што не превзела ништо додека неговата ќеркичка се задушила од бисквита. Значи, ни се случува изминатиот период и нас такви ситуации, нели, со девојчето во Битолската болница и така натаму. Тоа се исклучително големи трагедии, големи неправди. Но каде е тука системот, каде е тука законот и каде е тука процедурата? Така што таа граница помеѓу джелатот или екзекуторот и осудениот е многу тенка. И тоа во представата многу се изменува. Представата почнува како екзекутор и осуден на смрт, но завршува сосема обратно, завршува со смрт на екзекуторот. Колку чини слободата денеска? Чини многу, чини еден миг животен. И токму тоа ми се чини дека е најуниверзалната, најсилната порака на представата да не врати на тие мали ситни моменти кои го чинат животот убав, вреден за живење. Тоа е секогаш моментот сега и овде. Секогаш кога ќе избегаме во размислата кон минатот или кон иднината, ние практично ја пропуштаме сегашноста. Така што од позицијата на мојот лик ставен во позиција на чекање на собствената смрт, тоа веројатно изгледа многу страшно. И на крајот и тој завршува со мртвото тело на екзекуторот на своите раце, сосема сам, нели? Не знаејќи што апокалипсата надвор направила, дали има некој преживеан или можеби е последниот преживеан човек што останал на светот. Многу силна порака, длабоко психолошки, длабоко филозофска, да не протресе, да не освести, да не сврти кон главната порака, а тоа е дека животот не сме и не може да биде процедура, туку е миг кој треба да се живее секогаш однови, секогаш сега и овде. Неколку пати во текот на разговорот го споменавте бугарскиот писател Александар Секулов. Кој е всушност Секулов и како течеше целата соработка? Александар за жал не успеа да стигне на нашата премиерна изведба, затоа што и самиот имаше премиера во својот матичен театар, но бевме постојано во комуникација во текот на репетициите и подготовките на представата. Мене ми се чини дека тој до крај не е свесен што ние на крај направивме од неговиот текст. Тој е свесен за вредноста на текстот, нели? За провокацијата актерска што ја нудат овие две улоги, меѓутоа ми се чини дека ќе биде пријатно изненаден од конечното сценско решение, каде ние го однесовме и како ние го надградивме практично неговата драмска приказна. И како ја доближивме до современиот гледач преку сите оние, нели, постдрамски алатки кои му се достапни на театарот и со кои практично истражуваме различни медиуми во рамките на театарското дејство. Зафирчев, доста важни театарски остварувања бележи Велишкиот театар. По идентична линија некако води и програмата или репертоарот на Битолскиот театар. Се чувствува ли некаква демонополизација на всушност театарската скопска заедница? Па не сум сигурен дека тоа може така да се дефинира, но она што мене ми е драго е што нашиот театар, конкретно секогаш, програмската и репертоарната политика зависи од главниот човек кој што го менаџира театарот. Кој секогаш го именува и избира државата, никогаш ние како вработени. Тој предлага програма, има тело како уметнички совет во кој јас членувам, во кој разговараме за идните проекти, нели? Она што мене ми е драго е што од Инфернот практично се ориентираме кон истражувачките форми на театарот, односно кон своевидни нови естетики кои се обидуваме да ги доближиме на публиката со цел да го подигнеме незиниот хоризонт и на емоционално и на естетско
доживување и да ја понудиме нешто што е своевиден тренд и тек во развојот на европскиот и светскиот театар. Во таа насока покрај овие две представи се и сите представи кои што ќе бидат дел и беа дел од минатата и ќе бидат дел од годинешната програма. Во моментов се работи на уште една голема постановка на драмскиот текст Лепа Ангелина од Благо Ристевски Платнер во режија на Љупче Георгиевски од Битола. Премиерата ќе биде некаде на почетокот на мај. А потоа не очекува уште една голема лабораторија, овој пат со украинскиот режисер Андрей Жолтак, кој ќе работи представа на тема Едвард II, меѓутоа се разбира со негова авторска адаптација и драматизација. Така што очекувам дека ќе продолжиме да истражуваме. Но од друга страна ќе ме радува и многу доколку можеме со овие проекти да отпатуваме на повеќе фестивали, гостувања, затоа што на крајот на денот ми се чини дека најголемата смисла на театарот е токму во таа размена на естетските содржини со различни публики, нели, со различни драмски уметници, нивното доживување и толкување на тоа. Ми се чини дека тоа е вистинскиот репер за тоа каде сме ние како театар, како македонски театар. Иако длабоко во себе сум убеден дека театарот секогаш има концентрична локална моќ. Тој пред се треба да е насочен кон локалната публика, нели? За кое и ги наменува собствените програмски содржини. Но убава е таа размена на уметници, убава е таа размена на искуства и енергии. Вие сте повеќе од 25 години практично во театарот. Си уште стоите на ставот споделен пред неколку години дека театарот е место каде што може да се илустрира се што не трпи реалноста, реалниот живот? Да, како да не. Апсолутно. Тие основни парадигми на кои почива мојата потреба да се занимавам со актерската професија се апсолутно непроменети. Се менуваат околностите, се менуваат луѓето, се менуваат соработниците и секој од нив со себе носи нови, свежи идеи и енергии кои покреваат некои поинакви процеси внатре во мене. И ако сум актер кој никогаш не се повикувал на улоги посакувани, на представи, наслови посакувани, секогаш главна провокација ми биле пред се темите, начинот на кој таа тема се третира, значи автентичната уметничка постапка, третман и се разбира режисерите и нивните концепти, затоа што на крајот на денот секогаш режисерот е оној кој не води до посакуваната цел и кој практично и може да ни отвори некои сосема неоткриени пространства внатре во нас, од кои може да излезат многу интересни пробиви. Зафирчев, уметниците денеска се малку поприлично гласни во оној момент, особено во делот на мешање на политиката со уметноста. Во минатото имаше некакви обиди за ваше политичко етикетирање. Меѓутоа, како успеавте во текот на вашата театарска кариера да се справите со моментот да не заталкате никаде низ тие политички лавиринти? Затоа што политиката никогаш не ме интересирала како активно членување. Јас секогаш сум поддржувал личности и проекти кои нуделе нешто автентично, нешто добро, реформско, нешто што нудело своевидни можности за развој. Од аспектот на политичкиот живот во Македонија мене ми исклучително жал што изминативе 30 години колку што имаме сопствена држава, прилично многу драгоцено време пропуштивме во празно, очекувајќи дека секогаш некој друг и од надвор ќе ги направи посакуваните промени. За жал не свативме дека промената треба да бидеме ние самите. Секој од нас имал можности професионални и лични да замине од оваа држава, да работи. Имаме ли капацитети да ја покренеме таа промена? Меѓутоа, не може тие луѓе да дојдат до израз од преамбициозни, сомнително способни луѓе. Токму заради нивната
партиска, политичка позиција, нели, кои што им ја нудат политиките, па така и доаѓаат на челни позиции од кои мислат дека нешто раководат, а сушност повеќето од нив се луѓе кои практично ништо не промениле ни во сопствените животи и кариери, а камоли да се грижат за цела една фела или да се грижат за цел еден сектор како што е културата, исклучително комплициран, затоа што културата секогаш ќе биде во зависна позиција од државната политика и финансирањето. Инаку не би била култура, нели? Тоа ќе стане нешто друго, кој ќе има пазарен предзнак. Културата мора да се субвенционира и мора да се насочува. Мора да постојат стратегии каде сакаме и како сакаме да се развиваме како културен модел, иако да не говорам дека ние изминативе 30 години имаме апсолутно соцреалистички модел на финансирање на културата, односно државата одвојува многу средства, а мал дел од тоа ги враќаат очекуваните ефекти, посекувани цели. Тоа е нешто со кое сите ние како културни работници треба да се занимаваме. Но најважното е да се посветиме на она што најдобро умееме да го правиме. Така што обидите за моје евентуално политичко етикетирање секогаш се произлегувале од тој црно-бел формат, нели? Секогаш овде ултимативно ќе сакаат да те стрпаат во некаков табор. За волја на вистината е секогаш ставовите кои сум ги изнесувал во јавноста, кои го задирале општествено-политичкото живење кај нас, секогаш биле од позиција на уметник интелектуалец, никогаш од позиција на партиски член. Мене тоа ниту ме интересирало, ниту пак ме интересира воопшто. И како ја задржувате енергијата овие денови во кои некако како да бележиме период во кој сите живееме со последни резерви? Таков е периодот сега, веројатно тоа се должи на ретроградниот Плутон, нели, кој после 248 години се враќа на сцена. Ова е време за мирување, за тихување, за обсервација, за наблюдување. Интересно време. Време во кое се откриваат многу вистини, време во кое се конфирмираат многу лаги, кои досега не биле продавани како вистини, во кои откриваме вистински лица на луѓе кои ги познаваме, со кои сме делеле живот, професија. Така што мислам дека е време на обсервација, кога човек треба да просто да наблюдува, без да носи заклучоци, без да осудува, да пресудува, едноставно да ги прифаќа работите такви какви што се. А енергија ќе ни недостига, тоа првенствено се должи и на пролета, но јас очекувам дека со добра организација, со добар ментален фокус може да се постигне се што сме си зацртале како својна цел. Какво е значењето на големиот празник Великден за вас и за вашето семејство? Секогаш момент за навраќање кон семејството, кон фамилијата. Нешто што се ужива и се споделува со најблиските. Од секогаш, од дете, така сум го доживувал и Великден и Божик. Разликата е само што тогаш почесто одевме кај бабите, нели? Сега бидејќи бабите веќе ги нема, ќе го искористам да ги посетам моите родители, мојата фамилија во Велес. Малку да се одморам после интензивниот работен период и да соберам малку енергија за она што ме очекува. Не очекуваат уште неполни 2-3 месеци интензивен репертуар и се разбира. За 1 месец и веројатно отпочнување на подготовка на нова представа. Зафирче, ви благодарам што бевте денеска дел од Трилинг. Ви благодарам и вам за пријатниот и инспиративниот разговор и се надавам ќе имам уште многу убави поводи за едни средби. Следевте празнично издание на ТВ магазинот Трилинг. Во моје и во име на целиот тим на Трилинг ви ги честитам великденските празници и ви закажувам нова средба за 7 дена, петок 20 часот и 45 минути. Инаку емисијата се реемитува и на регионалните телевизии низ државата. Довидување за 7 дена во исто време.